Цивил медија. Ви благодарам за поканата и за ова можност да можам јас да кажам нешто, па макар било тоа и глупост. Правото да зборуваме. Ја слушнав Најчевска па преска и подпишувам се што кажа Најчевска. Дури јас бија кандидирал и за председателка на државата. И јас би одел со таа поширока дефиниција, политичка и обштествена, корупција на свеста. Ние сме корумпирани во свеста и нас ни нема чаре. Тоа со законите и со правилниците кои што се пишуваат и кои што се подготвуваат, тоа го знаеме. Ние да е било све по закону. Тие приказни ние ги имаме, барем јас едно 7 години сум ги испаткал по улици, по протести, така што знам што е тоа по закону. А и законите ги пишуваат луѓето се смртни, така што мислам дека се менува. Јас мислам дека корупцијата уште од самиот момент кога имате вие политичка партија како ДУИ во една власт, за корупција многу немате амандман. Имате амандман да зборувате, меѓутоа вас ви се врзани рацете и нозете. Тоа не значи дека вие не треба да се борите против ДУИ. ДУИ е коруптивен политички фактор, а корупцијата не значи само процедура или уништување на една процедура. Тоа значи многу елементи вткаени во една основа која што после тоа создава пракси и тие пракси се менуваат како што се менуваат сите концепти, па макар и животот се менува. Концептот значи тука и мито, значи и кронизам, па непотизам и различни видови на подкупување и на создавање на една ситуација во државата која што е многу неподнослива. И за ова мора да зборувам, јас не можам да го разберам председателот или премиерот на владата, како да го наречеме, не е битно. Имал побитна работа да отпатува некаде. Јас мислам дека ние имаме тука што да кажеме и моите претходници кажаа, ете јас нешто ќе кажам, со целата доза на и право да истропам некоја глупост. Корупција. Корупција има во здравството. Има корупција во здравството од моментот кога вие треба да одите на лекар и кога лекарот ќе ви каже дека нема капацитет, нема луѓе вработени, нема лекари вработени и дека ќе ви упати после тоа од кај она вторана улица после Маршал Тито ќе најдете една просторија, има едно амбуланче, таму ќе се снимите. Не го обвинувам лекарот јас, меѓутоа ја обвинувам целокупната пракса и менаџмент и концепт на решавање на проблемот со корупцијата. Владата дојде именно за корупцијата, не дојде да решава други проблеми. И други проблеми има многу значајни, меѓутоа корупцијата представува една многу темелна и не за џабе се нарекува корупција, затоа што однадвор таа знае да испогани се што има внатре. Па сите можни клетки да ги раствори и нас да не раскара внатре. И са ние да зборуваме за амнестија и за, што те знам, некои договори. Од моментот кога вие имате фаќање за уши, буквално за уши на Крсто Муковски, па го носите во парламент за да гласа, тоа е корупција за мене. Јас не знам вие како тоа го усвари гледате. Меѓутоа тоа е корупција. Кога во образованието имаме вработување на некадарни професори, луѓе кои што, не знам, по некакви феудални принципи и релации се вработуваат, исто така имаме корупција, затоа имаме неписмени луѓе кои што не само по партизацијата на самата држава е канцерот на оваа држава и мислам дека никој не зборува за тоа, туку зборуваме за некои процедури. Процедурите гледаме дека полека се ништат и се редуцираат на како да кажам, некаква, ќе изгласаме, комисија ќе направиме, таму ќе кренеме по една рака и заврши приказната, ние остануваме, а нашата држава полека, односно луѓето и општеството, и има разлика помеѓу држава и
и општество, и тоа не го разбираат многумина. Се надевам дека присутните го разбираат тоа тука, дека општеството е побитно отколку државата, да го спасиме општеството, а не да спасиме државата, државата можеме да ја ресоздаваме. И немам структуриран говор, што и не сум ниту правник, па ниту сум политичар, или сум политичар кој што бил неуспешен, меѓутоа знам што зборувам затоа што го живеам реалитетот и реалитетот нема никаква разлика помеѓу 2016 и 2018 година, освен некои минимални работи кои што сите знаеме дека се неесенцијални по животот на луѓето. Значи борбата со корупцијата нека почне одгоре. Во владата има човек кој, ќе ми извините, да прдни влегува во конфликт на интереси. Тој е Кочо Андјушев. Дај да и кажеме работите со име и со презиме. Кога ќе ги разгледаме сите овие перспективи и елементи и кои ќе направиме сума сумаром, мислам дека работата е малку трики, затоа што кога ја преземате државата треба да знаете што ќе правите со таа држава, не само да зборувате ние ќе правиме ова, ние ќе правиме она, а фактички на крај после тоа да испадне маштеинца работата, викат Битола. Тука ќе запрам, можам да продолжам, ама ќе запрам затоа што сметам дека треба и другите да имаат. Ви благодарам многу уште еднаш. Мислам дека треба да зборуваме со вистинските категории. Ви благодарам. Цивил медија